Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Европската повелба за рамноправност на жените и мажите е дел од обврските што ги презема општина Кочани за подобрување на родовата еднаквост на локално ниво. Токму на празникот на жената овој документ го потпиша градоначалникот Илиев, при што рече дека тоа е важна придобивка на секое демократско општество. Општина Кочани се обврза да ги преземе сите мерки што и стојат на располагање за подобрување на родовата еднаквост на локално ниво. Во тие рамки градоначалникот Николчо Илиев предпладнето ја потпиша Европската повелба за рамноправност на жените и мажите, со што локалната самоуправа ќе треба да ги имплементира нејзините одредби. Еднаквоста помеѓу жените и мажите е право и придобивка на секое демократско општество. Подпишувањето на ова Европска повелба значи дека и суштински ќе се залагаме за родова еднаквост. Ние, како локална самоуправа, во рамките на нашите надлежности и во соработка со сите многобројни фактори на локално ниво, можеме да допринесеме за подобрување на оваа компонента, односно да допринесеме за подобро разбирање и подобар соживот и подобра родова еднаквост. Секој потписник на Европската повелба за рамноправност на мажите и на жените развива, усвојува, а потоа и применува акцијски план за рамноправност. Кочани е 15-тата општина во Република Македонија потписничка на повелбата, која се обврзува да го почитува принципот на родова еднаквост и да преземе неопходни мерки за да постигне вистинска еднаквост во пракса, како клуч за економски и социјален успех. Потпишувањето на повелбата е со поддршка од ЗЕЛС и од проектот за промоција на родово одговорни политики и буџети, што се реализира во општина Кочани преку канцеларијата на UN Women во Македонија. Завршена е трансформацијата на општествениот во приватен капитал во Македонија и време е компаниите целосно да действуваат во пазарно стопанство. Таква е оценката на претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески, кој најави дека во партнерство со државата се подготвуваат мерки за поддршка на малите и средни предпријатија. Македонија веќе има изградено пазарно стопанство, при тоа не постојат општествени фирми без вистински сопственици, така што се применуваат правилата и законите што се вообичаени секаде во светот каде што е применет ваквиот економски модел. Ова е оценката на првиот човек на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески, најавувајќи дека капиталот мора да се чува и надградува, при што треба да се гради партнерски однос со државата. Заврши трансформацијата на општествениот капитал, дека секаде имаме сопственици, јасно декларирани и изразени, и следниот чекор е да си го браниме сопствениот капитал. Тоа значи дека од денеска натаму мораме да се определиме и да се бориме за својот капитал со сите можни средства и затоа треба да ја промениме политиката и владата на Република Македонија да ја сваќаме веќе како партнер во тој процес, не како наш противник. Според Азески, Стопанската комора во наредниот период ќе поведе суштински иницијативи за заштита на сопственичките права, односно за заштита на договорите што предпријатијата ги имаат склучено со државата и за подеднаков третман во однос на плаќањата. Тој најави дека ќе нема толерирање на државата да си ги наплаќа своите побарувања, а да не му плаќа на стопанството. Сепак, во партнерски однос со неа се очекуваат мерки за поддршка на малите и средни предпријатија. Владата се определи да оди со посебен сет мерки за малите и средни предпријатија преку фондот за иновации, каде што ќе ги поттекне иновациите и вие слушате дека тамо донациите би биле некаде и до 70%, за разлика од овие што влегуваат во првите два столба, каде што ќе биде повратот од 10% или максимално до 30%. Јас не верувам, него сум убеден дека е ова последниот начин да фатиме некаков корак кој што ќе не одведе на правиот пат, во корелација со подобрување на инфраструктурата и со решавање на некои наши автентични проблеми кои што немаат врска со пазарната економија, например пописот. Вообичаено, малите и средни предпријатија во светски рамки учествуваат со околу 80% од вкупната економија, па затоа и Македонија треба да се движи во оваа насока. Сепак, Азески рече дека треба да се почитува и актуелната структура на бруто домашниот производ, посебно во извозот,
каде со 16,7% доминира металургијата, а со 12% текстилот. Почна подпишувањето на првите договори за користење финансиски средства од програмата ИПАРТ 2014-2020. Станува збор за 60 милиони неповратни средства европски пари. Целта е ефикасно искористување на европските фондови. Во Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој започна подпишувањето на првите договори за користење финансиски средства од програмата ИПАРТ 2014-2020 година. Ефикасното искористување на ИПАРТ програмите е еден од главните приоритети на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со цел приближување до европскиот аграр. Станува збор за 60 милиони неповратни средства, европски пари. Целта е ефикасно искористување на европските фондови и затоа се прават сите подготвителни активности со цел овие средства да бидат искористени за модернизирање на земјоделството и создавање конкурентни производи. Оваа програма ги содржи следниве 5 мерки. Тоа се инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибините производи, инвестиции во рурална јавна инфраструктура и диверзификација на фармите и развој на бизниси и техничка помош. Значи, целите на оваа програма се преку развој на човечкиот и физичкиот капитал, да се подобри безбедноста на храната и способноста на земјоделско-прехранбениот сектор за справување со конкуренцијата на пазарот, како и за постепено усогласување на секторот со стандардите на Европската Унија, особено оние кои се однесуваат на хигиената на животната средина, а во насока на постигнување на равномерен територијален развој на руралните средини. Заложбата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој е во најбрз можен рок да се објават јавните огласи за искористување на остатокот од средствата. За овие средства се аплицира на отворен јавен повик до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Корисници на овие мерки може да бидат регистрирани земјоделски стопанства, внесени во единствениот регистер на земјоделски стопанства и земјоделските задруги. Форумот на жени и младите од СДСМ, општинска организација Кочани, им делија карамфили на припадничките на понежниот пол кои што случајно ги затекоа во трговскиот центар. Станува збор за активност која што оваа општинска организација по повод празникот 8 март ја практикува секоја година. Форумот на жени и младите од општинската организација на СДСМ Кочани пријатно ги изненадија припадничките на понежниот пол кои што случајно поминуваа во трговскиот центар и им подарија карамфили во знак на мало внимание и почит и честитки за празникот на жената 8 март. По повод Денот на жената, Форумот на жени и младите од Социјалдемократскиот сојуз организира една пажња, едно внимание, значи цвеќе за секоја жена, да скромно да се честита празникот на жената. Форумот на жени на СДСМ Кочани секоја година организира ваква активност и им пружа мало изненадување на жените од Кочани. Ваква активност на делење карамфили по повод 8 март има и останатите институции во градот, меѓу кои полициската станица Кочани во соработка со СВР Штип. Денот на жената го честитаа и волонтерите од Турција, чиј домаќин е Сдруженијето Павел Шатев од Кочани. Тие подаруваа писмени пораки што сами ги изработија во кои искажуваат благородни мисли, на тој начин покажувајќи им на сите жени дека заслужуваат внимание. Волонтерите од Сдруженијето Павел Шатев организираа акција во која ја искористија можноста на жените во Кочани да им го честитаат нивниот празник. Во изминатите денови, десетина млади од Турција, кои се дел од студентската размена што ја организира Сдруженијето, напишаа поголем број 8-мартовски пораки, што ги ставија во мали пликови и во текот на денот им ги подарија на жените од Кочани. Смислевме една активност на која тие напорно работеа, имено имаме над 200 коверти направено со инспиративни пораки внатре, со цел да им се честита денот на жената во градот Кочани. Напорно ќе се работи понатаму на смислување на нови активности, тие се доста иновативни и споделуваат доста активности кои ги спроведуваат во нивните земји, со што се подига и свеста кај нашите граѓани.
Волонтерите различен период престојуваат во Кочани, од кои некои се само неколку недели, а има и такви кои се овде скоро половина година. Сите заеднички се трудат да го научат македонскиот јазик, а токму за 8 март се потрудија и лично да ги пренесат своите честитки до припадничките на понежниот пол. Среќен 8 март им посакуваме пријатен ден на сите жени. Чувствувајте се посебно, единствено и најпрекасно, ова е вашиот ден. Среќен 8 март. Жените од Кочани кои добија подароци од волонтерите на Сдруженијето Павел Шатев беа пријатно изненадени од гестот на гостите од Турција. Тие пак најавија дека со слични активности ќе продолжат и во наредниот период, додека престојуваат кај нас. Освен во грижата за семејството и домот, жената е ангажирана и може да учествува во сите земјоделски активности на терен, но се уште е маргинализирана во општеството, покажуваат резултатите од истражувањата на координативното тело на мрежата на жени фармери. Исто така, малку жени од руралните средини успеваат да се изборат за својот статус. Полека се намалува состојбата дека македонската рурална жена е маргинализирана во општеството. Тоа укажува на фактот дека таа може да учествува во севкупното земјоделство и без исклучок да биде дел од сите работи во земјоделството и сточарството, истакнуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кочани. Во напредок е трендот на се поголемо учество на жените земјоделки во учествувањето во обработката и на земјоделското земјиште и во ред други мерки во ред други мерки во земјоделството. Како на пример можат да учествуваат голем дел од жените во пластиничкото производство на оранжериски декоративни растенија, исто така можат да учествуваат во производството на подпластеници, исто така можат голем дел можат да се бават со производство и на отворено, така да веќе се надминати предрасудите, значи дека земјоделството е машка гранка, значи се по напредени трендот и на учество на жените во земјоделството. Но факт е дека жената сепак предничи во обавувањето на домашните обврски и грижата за семејството, и тоа ја кочи во реализацијата на собствените идеи и бизниси. Односно, повеќето жени кои што се занимаваат со земјоделство, сточарство, тутуно производство, оранжериско производство, клучна им е грижата за семејството, покажуваат истражувањата на координативното тело на мрежата на жени фармери. Исто така, малку жени од руралните средини успеваат да се изборат за својот статус во општеството и жените кои живеат во градските средини полесно доаѓаат до работа, а оние во руралните најчесто се врзани со работата во куќата и земјоделството. Заклучокот од истражувањата е дека на тоа поле треба уште многу да се работи. И за крај предвременската прогноза, информацијата за спортот. Кошаркарите на Баскет Дино, кои се напреваруваат во третата лига, со успех го продолжуваат пролетниот дел од првенството. На домашен терен тие го победија тимот на Борец од Велес, со што фатија приклучок кон горниот дел на табелата. Екипата на Баскет Дино, која се надпреварува во третата кошаркарска лига, забележа победа по двонеделната пауза во вториот дел на првенството. Во Кочани гостуваше тимот на Борец од Велес, кој е еден од директните конкуренти за пласман во врвот на табелата. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров не дозволија изненадување. Ги совладаа гостите со 86 спрема 73 и прокнижија нови бодови на своето салдо. Во моментот тие имаат 20 бода и се наоѓаат на петата позиција. Исто толку бодови имаат и екипите на Пинк Пантери и Партизан Мултишпет, но само по добрата кош разлика во однос на нашиот тим ги сместува пред него. Врвот на табелата во овој момент не е недостижен, со оглед што разликата меѓу првопласираниот Спорт Тим и Баскет Дино изнесува само 3 бода, а второпласираната Плачковица пак има 1 бод помалку. Во следното 13-то коло, нашата екипа ќе гостува во македонска Каменица против тимот на Баскет Кам, кој не би требало да представува тежок противник, поради што може да се очекува позитивен резултат за кочанскиот третолигаш.
Во младинска конкуренција во М12 и М14 лигите пак екипите на баскет Дино паузираат со оглед што нивните противници ги играат за останатите надпревари од претходните кола. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.